Научните сознанија до кои доаѓаат археолозите со долгогодишните истражувања не допираат до јавноста онака како што треба. Свеста за значењето на археолошкиот труд не е на нивото на кое треба да биде, а изостанува и поквалитетна поддршка од компонентните институции на централно и локално ниво. Општините мора да градат стратегија како да го развиваат археолошкиот туризам и да прават профит, бидејќи базата ја имаат, понатаму се зависи од нивната волја. Археолозите се тие кои треба да се борат за поголемо медиумско внимание, но и влијание. Со вакви пораки како потенцијални теми за дискусија, започна 23-тиот симпозиум на Македонското археолошко научно друштво на Македонија. Виница по втор пат ги собра археолозите од Македонија, за да се чујат и да разменат дел од искуствата во двегодишните истражувања на терените ширум државата. Да канеме луѓе кои треба да дојдат од пошироките, да речеме, кругови, да ги следат нашите резултати, нашите достигања. Може би ни е потребно, и верувам дека ни е потребно, да одржиме еден централен ваков симпозиум во главниот град на Република Македонија. Некако последните децении нема да го употребам изразот дека се криеме. Добри, тоа има своје објаснување, ете развој на локалните заедници, но видите, не знам дали како мене чувствувате дека колку ние ги вложивме нашите животи во истражувањата на археолошките ресурси на Република Македонија. Меѓутоа, секое археолошко истражување е комплетно со соодветна конверзација и печатен научен труд кој ќе допре до јавноста, а конверзацијата е адут за развојот на туризмот. Овие симпозиуми се битни за археолозите од Македонија да покажат што сработиле, прво пред себе, а потоа да информираат и македонската јавност за своите резултати, своите остварувања. Нивните информации, преточени во текст, потоа се печатат во археолошкото списание Македонија акта археологика, кое што излегува од 1975 година наваму. Препознатливите и уникатни теракотни икони како археолошкото богатство од Виница, која брои стотина локалитети, се мотив за локалната самоуправа да прави напори за отварање на уште еден музеј во Виница. На секои 2 години организира научен симпозиум на кој се презентираат најновите сознанија од областта на археологијата. Во изминатите години археологијата во Република Македонија е многу попопуларна, пред се поради големите археолошки кампањи во речиси сите делови на Македонија. На територијата на Виница, според археолошката карта на Република Македонија, се евидентирани преку 100 археолошки локалитети. Меѓу најзначајните е секако Виничкото кале, а во последните години се поактуелно станува и локалитетот Коколов Рид. При мојата неодамнешна посета на новиот археолошки музеј на Македонија, може да забележам дека сите истражувања од изминатиот период дале врвни резултати и огромно археолошко богатство. Но исто така, иако може да звучи нескромно, неоспорен е фактот дека од сето тоа силно богатство на значајни артефакти, само едно нешто не може да се види во ниту еден друг музеј во светот. Не се работи за злато, ниту за друг скапоцен материјал, се работи за нешто уште поскапоцено. Тоа се нашите винички икони и со гордост можеме да кажеме дека освен грандиозниот археолошки музеј на Македонија, богата колекција поседува и нашиот музеј Теракота. Нови симпозиум кој ќе трае до недела своје излагање ќе имат археолозите од музеј Теракота околу новите научни созданија за значењето на теракотните икони, како и за последните истражувања на локалитетот Коколов Рид. Симпозиумот е под покровителство на Министерството за култура, а не изостана и локалната поддршка од музеј Теракота, Виничани и општина Видин.